Добре дојдовте во училница на час по математика во втора година гимназиско образование. Јас сум Драјкица Петкова, професор во Средното општинско училиште Јосиф Јосиповски во Гевгелија и ќе ви ја презентирам наставната единица тригонометриски функции од комплементни агли. Острите агли, алфа и бета, во правоаголниот триаголник се комплементни, тоест алфа плюс бета е еднакво на 90 степени. Па можеме да запишеме дека аголот алфа е еднаков на 90 степени минус бета. А исто така можеме и бета да го изразиме, па бета ќе биде еднакво на 90 степени минус алфа. Од дефинициите за тригонометриските функции и цртежот 1 имаме синус од алфа, тоа е односот помеѓу спротивната катета и хипотенузата, односно еднакво на А врз С. Косинус од бета, косинус од бета е еднакво на прилегнатата катета, тоа е А, врз хипотенузата С. Запишуваме дека косинус од бета е еднакво на А врз С. Ако побараме косинус од алфа, тоа е еднакво на прилегнатата катета Б врз хипотенузата С. Значи косинус од алфа е Б врз С. Сега да побараме синус од бета. Синус од бета е спротивната катета, тоа е Б врз хипотенузата С. Значи синус од бета е исто така Б врз С. Од што се гледа дека синус од алфа е еднакво на косинус од бета и косинус од алфа е еднакво на синус од бета. Бидејќи бета е еднакво на 90 степени минус алфа, се добива дека синус од алфа ќе биде еднакво на косинус од 90 степени минус алфа. Или пак косинус алфа ќе биде еднакво на, го заменуваме аголот бета, добиваме синус од 90 степени минус алфа. Задача 1. Одреди го аголот алфа ако пода синус од алфа е еднакво на синус од 63 степени и 30 минути. На левата и десната страна од равенството е иста функција синус. Затоа можеме слободно да очитаме дека аголот алфа е 63 степени и 30 минути. Додека задачата под Г. Косинус од алфа е еднакво на синус од 55 степени. Кај оваа задача, на левата страна ни е косинус, на десната страна од равенството ни фигурира синус. Затоа ќе употребиме формулата што беше погоре запишана, дека косинус од алфа е еднакво на, наместо синус од 55 степени, користиме косинус од комплементниот агол, односно 90 степени минус 55, со што добиваме дека тоа е еднакво на косинус од 35 степени. На левата страна од равенството е косинус и на десната страна од равенството е косинус, па очитуваме дека алфа е 35 степени. Обидете се самостојно да ја решите задачата 1 под Б и В. Слично добиваме дека тангенс од алфа е еднакво на котангенс од 90 степени минус алфа, или пак котангенс алфа е еднакво на тангенс од 90 степени минус алфа. Задача 2. Одреди го аголот алфа ако пода тангенс од алфа е еднакво на тангенс од 54 степени. И на левата и на десната страна од равенството имаме иста функција, тоа е тангенс, па можеме да очитаме дека алфа е 54 степени. Додека под Б е поинаку. Тангенс од 28 степени е еднакво на котангенс од алфа. На левата страна имаме функција, на десната страна од равенството кофункција. Применуваме комплементни агли. Котангенс од 90 степени минус 28 степени е еднакво на котангенс од 62 степена, а тоа е еднакво на котангенс од алфа. Значи, тангенс од 28 степени го заменуваме со котангенс од комплементниот агол. Со што сега имаме и на левата и на десната страна од равенството иста функција, па слободно може да очитаме дека алфа е еднакво на 62 степени.
Трета задача. Упрости го изразот. Ода. Синус од 20 степени плюс 3 по косинус од 70 степени. 20 степени плюс 70 степени дава 90 степени. Значи се работи за комплементни агли. Па во овој израз треба се да претвориме во синус или пак се да претвориме во косинус. Еве косинус од 70 степени ќе го замениме со синус од неговиот комплементен агл, а тоа е синус од 20 степени. Па имаме синус од 20 степени плюс 3 пати синус од 20 степени, а тоа ќе биде еднакво на 4 пати синус од 20 степени. Задачата под Б гласи: 5 тангенс од 40 степени плюс 3 котангенс од 50 степени врз 3 тангенс од 40 степени минус котангенс од 50 степени. Не фигурираат тригонометриските функции тангенс и котангенс. И уште 40 степени плюс 50 степени дава 90 степени, значи се работи за комплементни агли. Еве котангенсот од 50 степени да го замениме со тангенсот комплементниот агол, а тоа е 40 степени. Па изразот ќе гласи: препишани уште еднаш, 5 тангенс од 40 степени плюс 3 котангенс од 50 степени врз 3 тангенс од 40 степени минус котангенс од 50 степени ќе биде еднакво на. Кажавме, котангенс од 50 степени е заменет со тангенс од 40 степени. Со што добиваме? Во броителот 5 тангенс од 40 степени плюс 3 тангенс од 40 степени, додека во именителот 3 тангенс од 40 степени минус тангенс од 40 степени. Кога ќе ги собереме горе 5 тангенс од 40 степени и 3 тангенс од 40 степени дава 8 тангенс од 40 степени. Додека во именителот 3 тангенс од 40 степени минус тангенс од 40 степени дава 2 тангенс од 40 степени, со што целокупниот израз е еднаков на 4. Задача 4. Одреди го аголот алфа ако ода синусот алфа плюс 30 степени е еднакво на косинус од 20 степени. На левата страна ни е синус функцијата, на десната страна од равенството ни е косинус од функцијата. Косинус од 20 степени можеме да го замениме со синус од 70 степени. Меѓутоа, задачата можеме да ја решиме и без да претвараме комплементни агли. Аголот од синусот е алфа плюс 30 степени, додека аголот по знакот на косинус е 20 степени. Збирот од аглите дава 90 степени, затоа што тие се комплементни агли. Од тука добиваме дека алфа плюс 30 степени плюс 20 степени дава 90 степени. Добиваме една равенка со една непозната, а тоа е аголот алфа. Од каде што? Алфа плюс 50 степени ќе биде еднакво на 90 степени, а само алфа е 40 степени. На сличен начин и задачата се решава и задачата под Б, каде што имаме тангенс од 35 степени е еднакво на котангенс во заграда алфа минус 10 степени. На левата страна од равенството е тангенс функцијата, додека на десната страна од равенството е кофункцијата котангенс. Можеме да ги собереме двата агла, нивниот збир дава 90 степени, добиваме 35 степени плюс алфа минус 10 степени е еднакво на 90 степени. Ја решаваме равенката со една непозната и добиваме алфа плюс 25 степени дека е еднакво на 90 степени. Само алфа ќе биде еднакво на 90 степени минус 25 степени, а тоа дава 65 степени. Што е поголемо? Синус од 26 степени или косинус од 26 степени? Размислете и обидете се да одговорите. Ви благодарам за вниманието.